место во политиката. Во една прилика имате изјавено дека поранешниот командант на НАТО Весли Кларк тврдел дека го криете дека Аркан се крие во Македонија. Така, тоа го имате кажа, но поранешната јавна обвинителка на Хашкиот трибунал Карла Дел Понте во својата книга обвинителка во лов ве спомнува и вас, не знам дали имате прочитано книгата, па само морам да цитирам. Значи, таа вика дека ја опишува вашата среда во 99 година во Скопје, каде што сте смислена во една куќа во планина во близу Скопје. Претпоставувам дека е водно, и таа го опишува Скопје како највалканиот град на светот, и на средбата која сте имале заедно со Љупчо Георгиевски ве прашала дали го криете Ратко Младич во Македонија. Се крие вакви ликови тоа време во Македонија? Не. Значи, за Аркан имаше прашање од Весли Кларк. Јас му реков дека веројатно сте добиле некои погрешни информации, може би ги добиле преку, условно кажано, војна разузнавање, затоа што имало такви неправилни информации. И таа информација... А ова за Ратко Младич? Наистина ме прашувала дали го криете Ратко Младич? Па, мислам дека исто и она, колку што се сеќавам, беа заедно со Весли Кларк на таа средба, сега не, бидејќи имаше 82 делегации дојдоа тогаш во тоа време. Ова 99 опишуването на ваша средба. Средба во владата беше тоа. Таа се интересираше, меѓутоа апсолутно не беше точно, и ние из Ратко Младич имавме информација точно каде не е во Македонија. Точно е, презентирав јас дека Ратко Младич е напушти Македонија, дека во неговиот стан седи припадник на службата за државна безбедност, и апсолутно не се точни, дека ние го безбедуваме, го чуваме. Тоа беше сосема погрешни информации. За жал има тие такви погрешни или провокативни информации да се сврти вниманието од другите настани. За секој случај, Македонија тогаш беше главен сојузник на НАТО.